Јас ја водев монетарната политика професионално и онака како што треба. И ако некој има забелешка, дајте да разговараме за конкретни работи, ќе ви докажам за секој конкретен случај дека тоа била професионална одлука и водена само од мојот тим и мене кој што ги носел крајните одлуки. Значи, гувернерот и министерот за финансии се упатени еден на друг и тие мора да соработуваат, дури да не се сакаат, мора да соработуваат, бидејќи тоа е во интерес на земјата. И ако двајцата работат во интерес на земјата, тоа што е неопходно. Банките не треба да стравуваат од гувернерот. Банките треба да имаат, така да кажам, партнерски однос со Народната банка, но Народната банка треба да биде исклучително професионална и да ги бара оние работи од банките кои што треба да ги исполнат. Значи, да се навратам на целото ваше прашање, значи гувернерот може да има и пријателски и не толку пријателски односи со власта, со банкарите, но секогаш гувернерот мора професионално да постапува и без разлика на односите да носи вистински одлуки, односно правични одлуки. Постои ли банкарско лоби во Македонија? Од најмокрите менаџери, најмокрите водечките менаџери, кои денеска не само што креираат политика, финансиска, туку и макро и тековна макроекономска политика, дека креираат и политика. И дека се прилично инволвирани. За политика не знам. Да му најдат решение, за политика не знам. Решение за Богов. За политика дали креираат, дали имаат моќ, не знам, не ми е познато. Но за монетарна политика, за банкарска регулатива, дефинитивно не. Еве, имам искуство од овие 7 години. Има банкарско здружение, каде што членуваат сите банки и со кое ние соработуваме. И јас воспоставив еден принцип, сите одлуки кои што ги носи Народната банка од аспект на банкарска регулатива, прво да ги праќаме до Здруженијето на банки, тие да дадат свое мислење, а потоа да видиме дали се издржани тие нивни забелешки, бидејќи ние поаѓаме тоа дека ние не може да ја знаеме и другата страна. Сепак, тие си го знаат бизнисот и знаат како регулативата ќе се одрази и врз нивното работење. Ние не секогаш го имаме предвид и тој аспект. Така што ги земаме предвид нивните забелешки, но не секогаш ги прифаќаме. И имаме историја во овие 7 години, што сме пратиле, што сме добиле забелешки, кои забелешки сме ги прифатиле, кои не сме ги прифатиле. Клучно за нас е ние да ја постигнеме нашата цел, а нашата цел е прудентната регулатива, односно, да кажам поедноставно, да ги минимизираме ризиците. Ризиците во банкарскиот сектор да бидат под контрола, корпоративното управување да биде добро, во целина банкарскиот сектор да биде стабилен. Ако тоа го постигнуваме со мерките кои што сакаме да ги донесеме, тогаш го гледаме и аспектот на бизнисот. Но примарно е сигурноста на банкарскиот сектор. Ние во секоја наша супервизија детално го гледаме портфолиото, големите изложености ги гледаме поединечно. И имаме многу добар увид кои се ризиците кои што ги преземале. И секогаш по завршувањето на контролата излегуваме со дополнителни резервации кои што банката треба да ги издвои. И банката секогаш прво има право на приговор, да даде своји аргументи зошто не се согласува со тоа. Ако ги прифатиме во ред, меѓутоа најчесто не ги прифаќаме, бидејќи она што сме го утврдили на терен, тоа е реалната ситуација. Многу ретко добиваме некои дополнителни информации по приговорот. На крајот ги издвојуваат резервациите и морам да кажам дека банките се доста респонзивни, а се респонзивни бидејќи имаме моќ како Народна банка. Ние им даваме согласност на тие менаџери, така што ако не се респонзивни, нема да ја добијат согласност. И сме имали такви случаи кај менаџери кои што лошо управувале, не ги слушале нашите забелешки и препораки, не сме им ја продолжувале дозволата. Јас во мојот прв говор на конференцијата на Македонската берза 2011 година си ги поставив целите. Значи, од ова што се законски цели, јас си поставив
така да кажам, дополнителна цел, значи макроекономската стабилност, да е остваран со оптимално ниво на каматни стапки, што значи, бидејќи вие можете да поставите висока каматна стапка, ќе одржите стабилност. И да на долг рок ќе уништите економијата и пак ќе предизвикате нестабилност. Но оптимална, значи, она минимална каматна стапка, која што ќе обезбеди макроекономска стабилност, но нема да и наштети на економијата, на економскиот раст. И второто, за стабилноста на банкарскиот сектор, значи, оптимално ниво на банкарска регулатива. Значи, повторно, вие може да поставите многу ригорозна регулатива, но банките нема да кредитираат ништо или економијата ќе страда. Значи, регулатива која што ќе не заштити од ризиците, но истовремено нема да го спречи бизнисот на банките, кои што треба да ги кредитираат предпријатијата. Економскиот раст, кажавте, нула. Значи, ние со тоа што постигнавме макроекономска стабилност, ниска инфлација, стабилен девизен курс, стабилен банкарски сектор кој што е ликвиден, профитабилен, ги овозможивме условите за економски раст. Бидејќи ако тоа го немаме, не може вие да имате економски раст. Меѓутоа, тоа не е доволно за економски раст. За економски раст потребни се и други политики и други услови кои што треба да се исполнат. За жал, во Македонија во минатата година тие услови не беа исполнети. И не се прославивте многу со прогнозите. Предходните години имавме раст, меѓутоа тој раст можеше многу поголем да биде доколку ја немавме таа политичка нестабилност. Значи, растот мора да биде креиран од бизнисот. А бизнисот, за да инвестира и да извезува, треба да има добри услови за тоа. А тие добри услови ги создава владата. Политичкиот амбиент е многу значаен за тоа. Значи, во Македонија имавме економски раст предходните години, но кризата се пролонгираше и веќе минатата година беше трета година поред, веќе немаше инвестиции. Минатата година извозот беше одличен. Личната потрошувачка растеше, но не толку колку што можеше, инвестициите беа негативни. Значи, бизнисот веќе не инвестираше едноставно. Очигледно политичката криза влијаеше на него. Околу тоа што го спомнавте, задолжувањето и сето тоа. Јас, сега барем лесно се проверува тоа. Уште 2012 година првите изјави ги дадов дека потребна е фискална консолидација. И во континуитет тоа го кажувам. Меѓутоа, јас не излегувам како некои други што кажуваат, јас го кажувам тоа на подипломатски начин. И сега се уште го кажувам на истиот начин. Значи, не се работи кој бил тогаш на власт, кој бил сега на власт. Исто постапувам и кон едните и кон другите. Истото го кажувам и на сегашниот министер, како и на претходниот. Фискална консолидација е неопходна. И отворено сум му кажувал дека со тоа ниво на буџетски дефицит ние не можеме да одиме со порелаксирана монетарна политика. И впрочем и тоа се случуваше. Затоа што ако буџетскиот дефицит беше, да речеме, 1,5 или 2%, а не 3,5 или 4%, веројатно и каматната стапка наша ќе беше пониска. Ние застанавме на 3,25. Не отидовме под тоа. Може би ќе отидевме и под тоа. Све зависи условите како. Минатиот вторник го имавме тој комитет за оперативна монетарна политика, среда ја објавивме одлуката, ја намаливме каматна стапка на 3%, што е историски најниско, никогаш не сме имале таква референтна каматна стапка. Тоа сега треба тоа упатува одредени сигнали на банките. Зошто тоа го направивме? Ние објаснивме многу убаво тоа наше соопштение. И тоа, ќе кажам, клучно е дека условите за монетарната политика се доста стабилни, добри. Имаме многу добри движења на девизниот пазар. Тоа е последица на добриот платен биланс, каде што дефицитот во тековната сметка падна на 1,5% минатата година. Имаме прилив на девизи. Колку е се девизните резерви? Околу 2,5 милиарди евра. Меѓутоа, тоа е само бројка. Она што ни е клучно какви се движењата. Од почетокот на годината имаме исклучително стабилен девизен пазар, невообичаено. Имаме голема понуда на девизи. Една од причините е што увозот не е толку добар. Од друга страна, извозните капацитети кои што дојдоа претходните години и кои што многумина сметаа дека
не ограбуваат, имаат многу силно позитивно влијание врз платниот биланс и врз приливот на девизи. Сето тоа создава добар амбиент да ние можеме да ја релаксираме монетарната политика. Истовремено, од првите месеци од годината видовме политичко стабилизирање, поголема доверба на странските инвеститори, што се рефлектираше и во евроврзницата, и во Fitch рейтинг, но малку не загрижи она што се случи минатата среда, бидејќи тоа го немавме предвид. Да ја носевме одлуката после тоа, веројатно би помислили уште еднаш дали би оделе со намалување, бидејќи ако сега повторно дојде до политичка дестабилизација, прашање дали и овие наши мерки ќе ги поттикнат банките да даваат кредити, а пред се дали ќе ги поттикнат инвеститорите повторно да инвестираат. Бидејќи кажав, минатата година инвестициите беа негативни, она што сега ни е потребно да почнат бизнисите да инвестираат. А за да почнат да инвестираат, треба да имаат доверба во државата, треба да имаат доверба во општиот амбиент, дека одиме напред, дека се подобрува ситуација. Најдобро ги погодуваме остварувањата на бруто домашниот производ и инфлацијата, кои што ги проектираме. Секоја година бевме најблиску до проекцијата, не само во однос на она што е остварено, туку и во однос на останатите кои вршат. Лани стартувавте со... Сега ќе дојдам. Минатата година, значи, е исклучок, каде што стартувавме со повисока оценка, но видете ги оценките и на сите останати. Министерство за финанси, ММФ, Светска банка, Европска комисија, ЕБРД, сите имаат слично како нашата. Тоа ми создава сомневање дека и овогодишните прогнози позитивни може да бидат повторно утка. Значи, секогаш нашите проекции ние кажуваме кои се ризиците за нивно остварување. За минатата година предпоставките беа, значи ние го кажавме тоа кога во ноември 2016 објавивме проекцијата за минатата година. Кажавме, услов е, предпоставка основна во нашата проекција, дека ја стартуваме годината со политичка стабилност. Декември имаме избори, имаме влада, немаме веќе политичка нестабилност. Тоа не се случи и нормално не се оствари нашата проекција, не се остварија ни предпоставките. Во октомври ја правевме новата проекција, ние отидовме со 0,5%, а ќе подсетам, сите останати се уште беа со проекции од 1,5 до 2,5%. Ние бевме најблиску. Се стабилизира политичката ситуација, имаме фискална консолидација, имаме продолжување на текот на странски инвестиции, имаме економски раст во Европа. Ако сето тоа се оствари, имаме потенцијал да го оствариме од растот од 3,2% оваа година. Меѓутоа, ако нешто од тоа не се оствари, нормално дека нема да се оствари ни нашата проекција. Политичката стабилност е многу значајна за нас. Ние сме земја каде што економските субјекти реагираат на политичката стабилност и на известност, односно неизвестност. Доколку имаме политичка стабилност, никакви мерки да не преземе нови оваа влада, ние ќе имаме раст од 3%. Поради солидните фундаменти на македонската економија и поради растот во нашиот најголем трговски партнер Европската унија. Доколку владата има некои мерки кои што дополнително ќе го поттикнат растот ќе биде и повисок. Но ако изостане политичката стабилност, ако повторно влеземе во период на неизвестност, несигурност, нема да имаме инвестиции, економскиот раст ќе потврди. Народната банка го прави она што може да го направи, да обезбеди и во турбулентни услови макроекономска стабилност и банкарски систем кој што има доволно капитал, има доволно ликвидност. Но не можеме ние да го обезбедиме она останатото кој што е неопходно за раст. 7 години кредитниот раст во просек изнесува 8% годишно. И тоа е веројатно еден од најголемите кредитни растови во Европа. Бидејќи во истиот период многу земји во Европа има негативни стапки или стагнација. Оваа година повторно очекуваме кредитниот раст да биде солиден, околу
7% до 8%. Банките имаат потенцијал, меѓутоа дали банките ќе кредитираат, битно е дали има проекти, дали има побарува. Минатата година, прв пат после не знам колку години, во Европската унија кредитниот раст беше позитивен 1%. Претходно беше негативен. Во време кога ние остварувавме кредитен раст од 8% во просек. Значи, ние сме имале подобар кредитен раст од колку што имало таму. Ја споменавте Словенија. Во Словенија, да, тоа е точно, но знаете ли колку заглавија банките баш поради такви кредити, што ги дава не водејќи сметка за ризиците. Во 2012 или 2013 година, државата од буџетот, со буџетски пари, со даночни пари, ги докапитализираше најголемите банки, меѓу кои и Мариборска и НЛБ. Затоа што беа ќе пропаднеа банките. А ќе пропаднеа баш поради такви кредити. Македонија не дојде во таква ситуација, затоа што банките не беа изложени на такви ризични кредити, односно беа многу помалце. Прво, тие пари кои што се во банките се пари на граѓаните. Значи, ние мора да водиме сметка тие пари да бидат заштитени од ризици. Второ, која е разликата дали банките ќе вложат во државни обврзници или во проект за автопат, кој што е пак на државата. Изложеноста е кон државата. Да, структурно подобро е, наместо во државни обврзници кои што се користат и за потрошувачка и за инвестиции, да биде наменски за автопат, за железница. Но и едното и другото би довело до проблемот на преголема концентрација. Бидејќи сепак банките не треба премногу да се изложуваат кон поединечен клиент, па макар тој бил и државата. Че јас сум сигурен за она што јас можам да го испорачам, а тоа е макроекономска стабилност и стабилност на банкарскиот систем. Но не можам воопшто да знам дали ќе имаме политичка стабилност, дали инвеститорите ќе ја повратат довербата и ќе започне тој нов инвестицијски циклус. Тоа треба некој друг да го испорача. Се надевам, но повторно ќе кажам, нашите проекции се условни. Доколку имаме политичка стабилност, доколку имаме прилив на странски инвестиции, ние ќе го оствариме тој раст. Доколку нешто од тоа изостане, тогаш и проекцијата ќе падне.